Мене, Петре, не можеш нито една изјава да најдеш против ВМРО ДПМН или против било кој функционер. Иако јас сум имал забелешки, забелешки за такви ликови како тебе или тие сега кои што ги имате во реформатори собрани. Твоите изјави за Никола Груевски. Јас не ради достоинство на емисијава ќе се воздржам да ги спомнам своите изјави за Никола Груевски. Јас со тебе имам два пати живот направено во животот. Како ти можеш да ги знаеш? Тоа се лиши квалификации кои не се. Како можеш да ги кажеш ти моите изјави? Јас сум ги кажувал јавно. Јас секогаш сум имал храброст во било каква ситуација. Па да ние се префативме назад во ВМРО ДПМН. Кој си ме привадил? Пријателски. Кој си ме привадил? Ти замина се врати. Кој си ти да ме приваѓаш, Петре? Јас тебе не да доживам. Ете, ајде чекајте сега стоп да одговори Богоевски на обвинувањата Пандов од твоја страна. Не мога многу повеќе од тебе. За да ти ги уживаш сите овие бенефити, Петре, кои што ги уживаш и во моментов, и во минатото. И си бил незадоволен од нив. Еве да му дадеме простор да каже. Со што си ја задолжил и партијата, и Република Македонија, за да ние како партија, како народ, како било кој речеме да, овој човек не само што е државен советник сега, нешто ги уживал само овие бенефити. Уште треба напред да оди. Ајде Пандов да му дадеме простор, еве и за тоа што рековте претходно го устроstručил имотот. Од менталниот склоп кој ти го изгради самиот по твоја волја во себе, тоа е клиентелизмот на груевизмот. Никој не ја задолжува партијата за да добие некои привилегии. Сето тоа што сме го направили во ВМРО ДПМН, ангажманот, посветената младост, деца на деца и така натака, тоа сето го оставам за ВМРО ДПМН. Ја не земам, апсолутно можам да ти кажам, да ти предавам за посветеност во ВМРО можам. За мене, за разлика од мене. Апсолутно. Па моето се гледа во Петре. Но професионализмот Панде за тебе е несватлив. Мојата кариера во неколку институции е професионална. И јас сум започнал како референт во 2000 година, а денес сум државен советник. Како си напредувал? На кој основ си напредувал? На грбот на партијата стана, затоа што постојано го говорите. Од 10 стана пратеник. Затоа што постојано говорите